Драги ученици, добар ден и добродојдовте во денешната училница по предметот Историја за 9 одделение. Јас сум Весна Баркова, наставник во Општинското основно училиште Панко Прошнаров од Велес. Денешната наставна единица што ќе обработуваме е меѓународните односи во Втората светска војна од тема број 6 Светот, Европа и Балканските земји во Втората светска војна. Но пред да преминеме на нејзиното освојување, да се подсетиме на подпишувањето на капитулација. Во Европа, Втората светска војна заврши на 8 и 9 мај 1945 година со подпишување на безусловна капитулација од страна на нацистичка Германија. Но Јапонија ја продолжи војната. Со цел да го скршат отпорот на јапонците, САД употребуваат атомско оружје во Хирошима и Нагасаки, со што на 2 септември 1945 година на бродот Мисури Јапонија подпишува безусловна капитулација. Со тоа е ставен крај на Втората светска војна. По војната во светот е воспоставен нов светски поредок. Соединетите американски држави и Советскиот сојуз се афирмираат во две големи сили, што доведува Европа да потпадне под влијание, и тоа Западна Европа под влијание на САД, а Источна Европа под влијание на Советскиот сојуз. Земјите поразени во Втората светска војна се наоѓаат во тешка економска положба. Според планот на Џорџ Маршал, или познатиот Маршалов план за спас на капитализмот, САД помагале во економската обнова на земјите од Западна Европа, Јапонија и Јужна Кореја. На овие две фотографии можете да погледнете како изгледал градот Хамбург во 1947 и во 1952 година. По завршувањето на Првата светска војна било формирано Друштвото на народите, но тоа не ја дало очекуваната цел – зачувување на мирот, безбедноста и стабилноста во светот. Во злосторствата кои се случиле за време на Втората светска војна довеле да се развие идеја да се формира нова организација и на 25 април 1945 година во Сан Франциско формирана е Организацијата на Обединетите нации. Оваа организација има главна цел да го обезбеди и зачува мирот, стабилноста и безбедноста во светот. Самата организација се состои од следниве главни органи, и тоа Генерално собрание, Генерален секретар и Советот за безбедност. Во кој Совет за безбедност 5 земји членки се постојани, и тоа САД, СССР или денес Руската федерација, Кина, Франција и Велика Британија со право на вето. Самата организација има и своји символи, кои можете да ги погледнете на овој слайд. Тоа се знамето и грбот на организацијата. Драги ученици, со цел да добиете повеќе информации и повеќе знаења за самата организација, би ве замолила да го сликате или запишете овој линк и потоа да погледнете. Во октомври 1945 година започнува со работа Меѓународниот суд во Нимберг, Германија, или уште познати како Нимбержки процеси или судење против човештвото. На овие две фотографии можете да погледнете сцени од самото судење. Пред самиот суд били изведени 24 лица и осудени за злосторство против мирот и човештвото. Овие лица били истакнати членови на германската влада и од нив 18 се осудени на смрт. За да можете да дознаете и научите повеќе за самиот процес, би ве замолила повторно да го сликате или запишете овој линк и потоа да го погледнете документарниот филм за Нимбержките процеси. Во 1946 година во Париз започнува Париската мировна конференција, на која конференција биле подпишани мировни договори помеѓу земјите победнички и земјите поразени за време на Втората светска војна. На самата конференција не биле
извршени некои поголеми територијални промени во Европа и во Азија, единствено Советскиот сојуз добива територијално проширување. Со Германија не бил потпишан мировен договор, а во 1951 година, во отсуство на Советскиот сојуз, е потпишан мировен договор со Јапонија. Оваа мировна конференција завршува во 1947 година. Самата поделба, уште по завршувањето на Втората светска војна, доведува да се создадат два идеолошки блока – капиталистички и социјалистички. Капиталистичкиот е предводен од САД, а социјалистичкиот од Советскиот сојуз. Во 1949 година, под водство на САД, западноевропските земји ќе го формираат НАТО пактот. Во овој НАТО пакт влегуваат Белгија, Велика Британија, Канада, Данска, Франција, Исланд, Италија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Португалија. Во 1952 се приклучиле Грција и Турција, а во 1955 година Западна Германија. Овој НАТО пакт е предводен од Соединетите Американски држави. Во 1955 година, под водство на Советскиот сојуз, се формира Варшавскиот пакт, во кој пакт влегуваат Албанија, Бугарија, Чехословачка, Источна Германија, Унгарија, Полска и Романија. Символ на оваа блоковска поделба е изградбата на Берлинскиот зид во 1961 година. На оваа карта, ученици, можете да погледнете дека земјите обоени со сино се членките на НАТО пактот, а додека со црвено членките на Варшавскиот пакт. Како резултат на оваа блоковска поделба ќе дојде до појавата на така наречената студена војна или војна без употреба на оружје, која што всушност представува трка за вооружување помеѓу двете големи сили, САД и Советскиот сојуз, во која што студена војна имаме развивање на воената индустрија, масовно производство на најсовремено оружје, односно трка за кој подобро ќе биде вооружен. Самата студена војна доведува и до појава на шпионажа помеѓу овие две големи сили, со што биле формирани двете агенции, односно ЦИА, предводена од САД, и КГБ од Советскиот сојуз. Ваквата поделба, блоковска поделба и воедно создавањето на овие агенции за шпионаж довеле до појава на нови жаришта, нови кризи во светот. Во Европа е познатата Берлинска криза, во Азија имаме Кина, Кореја и Виетнам, и во Африка. Но врв на судирот помеѓу двете спротивставени сили, САД и Советскиот сојуз, е така наречената кубанска криза, кога, драги ученици, светот бил ставен на работ на Трета светска војна или нуклеарна војна. Но, за среќа, со добра политика, дошло до надминување на оваа криза. Но постоеле и земји, драги ученици, кои што не биле ниту на страната на едниот, ниту на страната на другиот блок. Во 1961 година во Белград ќе дојде до создавање на движењето на неврзаните од страна на председателите на Југославија Јосип Броз Тито, на Египет Насер и Нехру на Индија. Ова движење на неврзаните всушност водело независна политика за намалување на меѓународната затегнатост. Повторно на овој слайд имате линк каде што подоцна можете да погледнете и да добиете повеќе знаење за ова движење. По завршувањето на Втората светска војна се дошло до идеја да се создаде едно големо европско семејство. Архитектот на Европската унија е Жак Моне, а во 1950 година, поточно на 9 мај, францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман за прв пат јавно говорел за идеите на кои се темелела Европската унија и затоа 9 мај
се прославува како Ден на Европската унија. Самиот процес на создавањето на Европската унија трае етапно. Прво дошло до подпишување на договорите во Париз на 18 април 1951 година, кога е формирана заедницата за јаглен и челик. Потоа, договорот од Рим, подпишан на 25 март 1957 година, кога е формирана Европската економска заедница, и договорот од Мастрихт, кога оваа Европска економска заедница е преименувана во Европска унија. Овој договор е подпишан на 9.12.1991 година. Самата унија има свој символ, и тоа знамето и химната. Знамето можете да го погледнете на овој слайд, каде што има круг од 12 златно-жолти ѕвезди на сина основа, кои символизираат сплотеност, единство и се поврзани со 12 зодијачки знаци. Химната на Европската унија е Ода на радоста од 9-та симфонија од Лудвиг ван Бетовен. А мотото на Европската унија е обединети во различност. Ви благодарам на вниманието, драги ученици, имајте убав ден, се гледаме наредно.